Почитуван градоначалник на општина Штип, доктор Сашко Николов, почитувана деканке, господја Драгана Кузмановска, почитувана продеканке, господја Весна Коцева, почитуван секретар на Фондацијата за македонски јазик Небрегово, господин Атанас Конески, почитувани директори, почитувани професори, гости, студенти и медиуми. Би сакала на почетокот да ве замолам да ја проследиме химната на Република Северна Македонија. Послание. Без вас, Тире и Сидоне. Овде се живеело илјадници години и пак ке се живее. Ние луѓето сме како тревана, ја газат, се суши, се задушува, гине, само земјата останува. Ние луѓето сме како мравине, ги гмечат, ги ништат и пак се збрале купче. Одовде тргнал некогаш поход до Инд. Кој можел да го предвиди тоа? Повија Игнација Цицерен одел во прогонство во Солун. Близу до Драма призракот на Цезар му се јавил на Брута под шаторот спроти решителната битка. Па се посветиле во Тивериопол 15 маченици. Наум соградил манастир на изворот на Белото езеро. Оваа земја го крепела и Марка кралета. И сепак, зар не доживеела таа униженија? Зар можело без тоа до зрелоста? Сето е предвидено. Ние си одиме, а земјата останува. Читањето на поезијата на Конески е повеќе од откривање на песната. Тоа е чин на себеиспитување, чин на спознавање на вистината. Денес, на 5 мај, Конески се чита погласно од кога било досега. И постојат датуми кои како стожери го држат цврсто исправен духот на македонскиот народ. 5 мај, денот кога се озаконува македонската азбука, е еден од стожерите на македонската државност и самобитност. Ја поканувам деканката на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професор доктор Драгана Кузмановска, да се обрати на присутните. Деканке, повелете. Ви посакувам добра научна гозба. Најпрво би сакала да го поздравам почитуваниот градоначалник, доктор Сашко Николов. Благодарност за вашето присуство. Би сакала да го поздравам професорот Конески, председателот на Сдруженијето, Фондацијата за македонски јазик Небрегово. Би сакала да ги поздравам представниците од нашиот филолошки факултет, секако продеканката Коцева, деканката на ФОН при УГД, Емилија Петрова Ѓорѓева,
нашите колеги и колешки од Филолошкиот факултет, нашите соработници од Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, кои што ни се придружија на чествување на овој денес за нас многу значаен ден. Денес, 5 мај, денот на македонскиот јазик. Зошто токму 5 мај? Бидејќи овој ден во 1945 година со решение на Народната влада на Федерална Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик, на македонскиот народ. Азбуката која што станува официјално и единствено писмо на македонскиот јазик и на македонскиот народ. Тоа е денот кога всушност символично е озаконета нашата македонска држава. Зошто е значаен денес, 5 мај 2021 година? Зошто добива поголемо значење? Бидејќи го чествуваме во годината, јубилејната 100-годишнина од раѓањето на нашиот великан, почитувач на македонскиот јазик, тоа е нашиот голем мислител и почитувач на македонската книжевна и научна мисла, тоа е нашиот Блаже Конески. 2021 година е година на Конески, кога го славиме големиот јубилеј 100-годишнина од неговото раѓање. Не секоја генерација ја има оваа привилегија. Конески, што е тој? Тоа е корифејот на македонската книжевно-научна мисла. Човекот кој застана на браникот на јазикот и татковината тогаш кога беше најсилно оспоруван и негиран. Тој е првиот председател на МАНУ, иницијатор за основање на Друштвото на писателите во Македонија. Иницијатор за основање на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Еден од основачите на универзитетот, Македонскиот универзитет, секако подоцна и негов ректор. Добитник на најголеми домашни и светски признанија од областа на лингвистиката. Конески. Неговите капитални дела ќе живеат вечно со нас. А тоа се граматиката на македонскиот јазик, историјата на македонскиот јазик, правописот на македонскиот јазик, речникот на македонскиот јазик. За речникот, првиот том работи со значајните имиња како што се Благоја Корубин, Трајко Стаматовски и многу познати наши дејци. Современиот македонски јазик е факт. Тоа е јазикот на кој повеќе од 7 децении се образуваат нашите млади македонци. Се описменуваат и образуваат. Вршат устна и писмена комуникација. Тоа е јазикот на македонската наука, на македонската книжевност, култура, јазикот по кој светот не препознава и вреднува. Нашата традиција е долга. Корените ни се длабоки. Имаме долг и обврска да го чуваме и негуваме македонскиот јазик, како најсвета оставнина од нашите предци. Блаже Конески токму тоа сакаше да не научи. Како? Преку стихот и преку научната мисла. Затоа ние, како генерација, мораме да веруваме и да ја шириме неговата знаменита мисла. Јазикот е единствената наша комплетна татковина. Денешниот настан е во организација на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Секако поддржан и од Универзитетската библиотека Гоце Делчев, пред која се наоѓаме. Овој настан е дел од националната програма за прослава на јубилејот 2021 година на Блаже Конески. Во тоа име сакам да ви го честитам 5 мај, денот на македонскиот јазик и големиот јубилеј 100-годишнина од раѓањето на нашиот великан Блаже Конески. Ова моје обраќање сакам да го завршам со познатата мисла на големиот Петрема Андреевски, кој што во една прилика рекол: "Дај Боже, барем на секои 100 години да ни се раѓа по еден Блаже Конески." Ви благодарам. Конески. Поради силниот збор, макар на непризнат јазик,
Се уште одбирам звуци на македонската лира. Тоа е мојот штит, рамен на вашата сила силници, зашто гробот со сите и вас ве збира. Спокојство глумам пред вас, дури созвучја барам или тајновито име негде во нашиот предел. Тоа е мојот облог во морничавата игра. Тоа е мојата умисла, упорно, што сум ја следал. Блажевата поезија едноставно е поезија, рекол Роберт Цет, професор на Универзитетот во Цирих. А Кунески ќе дополни: во поезијата, како и во љубовта, е се речено, а сепак треба допрва да се рече. И давам збор на доцент доктор Ана Витанова Рингачева. Повелете. Доктор Сашко Николов, почитувана деканке, професор доктор Драгана Кузмановска, почитувана продеканке Весна Коцева, почитуван секретар на Фондацијата Небрегово, господин Атанас Конески, почитувани професори, студенти, ученици, медиуми, ви посакувам добар ден. Се случи така во годината во која навршуваат 100 години од раѓањето на македонскиот исполин, на великанот на македонската јазична и книжевна мисла Блаже Конески, да ја дочекаме со одземена сила. На себе носејќи ги крилјата подкршени и снеможни, што да не можат да не поткренат во висините. А таму бевме. Летавме умислени дека сме преголеми, дека висините се наши, одамна сме ги освоиле, со желба да полетаме уште повисоко, некаде до Божиите предели, не баре умислени вавилонски градители. Се случи така, ние потомците на Блажеконевското смачкано племе, на 100 годишнината од неговото раѓање, повторно да го отвориме старото ковчеже, во кое со векови стои тапијата. Она за која зборуваше Конески, велеше: ќе ни бараат тапија за имотот, за јазикот, како кога населанецот што со векови од дедо и прадедо ја обработувал својата земја и го превртел и го знае секое неизино грудче, му се бара поседовен лист и дека тешка е раката што плаќа за маката. Затворен цитат. Цивилизираниот човек живее во воздејство со јазикот. За него јазикот е се и се е јазик, иако можеби тој не е доволно свесен за тоа. Во јазикот се обединува материјалната и духовната култура на човештвото. Јазикот е производ на таа симбиоза, тоа е нераскинливо единство од тие две материи. Големиот Тургенјев во една прилика рекол, цитирам: "Во денови на размислување за судбината на својата татковина, јазикот ми е голема потпора. Тој голем, моќен, вистинит и слободен јазик." Затворен цитат. И навистина, еден народ зрее и созрева преку јазикот. Таму, во длабочините на јазикот, се сокриени сите наши таги, радости, историски, колективни, меѓутоа и лични неправди, дилеми, размисли, прегрешенија. Во јазикот се чува нашето колективно паметење. Јазикот ги чува песните, приказните, легендите, клетвите, благословите. И сета литература создадена на македонски јазик е всушност нашиот отпечаток, преку кој сме препознаени како посебен народ на Балканот, во Европа и секако во светот. Македонскиот јазик е архивот на македонската духовна и материјална култура. Тој е трезорот на вредното наследство на архетипските слики што сме ги наследиле од нашите предци. И зарем тоа може некој да го земе, да го негира, да го обезвредни? Во јазикот е всушност нашето паметење. А возможно ли е да се живее без личното и без историското, односно колективното паметење? Кодификацијата на современиот македонски јазик се случува на Илинден 1944 година. Одлуката за македонската азбука и за македонскиот одлуките се донесени следната 45 година на 5 мај и за правописот на 7 јуни.
Македонскиот јазик всушност преку чинот на кодификација се озаконува како книжевна и јазична норма, во чии рамки започнува да се одвива општествената и институционалната развојна линија на новото македонско општество. Меѓутоа, македонскиот јазик не се создал во мигот на кодифицирање. Тој има своја предисторија, своја развојна линија која започнува некаде од втората половина на 9 век и трае се до средината на 20 век. Бидејќи јазикот живее отаде секоја норма, отаде секој закон, отаде секој канон. Јазикот природно се раѓа низ живата народна реч. Таму е врутокот, а кодификацијата е само насипување на брегот и контрола на коритото, низ кое водата треба спокојно да тече по сите узуси на природата. Уште со Сир ни укажа на разликата помеѓу јазикот како граматички систем и говорот како жива реч. Јазикот е народот што го зборува. И се додека постои е жив и последниот говорител, јазикот ќе постои. Јазикот искри од народното творештво, таму е длабокиот рудник на јазичното богатство и таму започнува да се создава културната меморија на македонскиот народ. Нашиот човек сопствениот пораз го оплакувал на македонски јазик. Пеел и додека војувал, се радувал на победите, тагувал, меѓутоа и колнел на македонски. На јазикот на кој научил да сака, но и да не заборава кој и кога посегнал по неговото најсвето. И така со векови ја носиме во наследство таа некоја карма дека сме во срцето на Балканот и дека злото ката ноќ како да ни дреме на пусија. Зарем сонот за присвојување на нешто што природно не ти припаѓа не е само заблуда изродена од чувството на тоа дека еден народ има надмоќ над другиот. Зарем на Балканот не му беа доволни сите кошмари од кои се будеше среде ноќ, а веќе следното утро стануваа војни. Нашето задумие ги чува живи сликите на колективните ни премрежија, трауми и болки. Никогаш не било лесно да се биде македонец, не е ниту денес, без притоа постојано да се биде во некаков грч, дека некој ќе се дрзне да ти каже дека не постоиш. Но богата ни е историјата, како што вели покојниот академик Ѓорги Старделов. Во историјата на книжевноста, како и во историјата на еден национален јазик, постојат епохални, така наречени коперникански периоди. За среќа ги имаме. Од Свети Климент Охридски, преку Димитар Миладинов, епоха Крсте Петков Мисирков, епоха Кочо Рацини, се разбира, епоха Блаже Конески. Сите дејци на големите историски, јазични и културолошки пресврти во македонската културна историја. Последниот што го спомнав, Блаже Конески, лингвистот, научникот, книжевникот, поетот кој му даде смисла на македонскиот 20 век. Со него, како што вели веќе покојниот Трајко Стаматовски, завршува многогодишната борба на нашите умови на македонскиот народ за сопствениот литературен јазик. И тој ги поставува солидните научни основи. А тие научни основи се оние основоположнички дела што ги спомна и деканката: правописот, граматиката, речникот, историјата, монографии многу, трудови, дури 750 авторски позиции подпишува Конески, од кои 270 од областа на лингвистиката, 250 од книжевната наука и уште голем број останати во делот на уметничката литература. Зарем е возможна толкава интелектуална издашност, се прашуваме, и колку сме способни да го осознаеме фактот дека на неполни 23 години Конески бил член на Комисијата за изготвување на македонската азбука и правопис. Конески е човекот кој визионерски гледаше напред, пророчки, наспроти неговиот слаб и морен вид што го имал и што го мачал цел живот. Тој еднаш во далечната 48 ќе напише дека македонскиот јазик, цитирам, е јазик на една млада полетна литература, што со секој ден се поплодотворно се разгранува. Затворен цитат. Блаже Конески е чувар на духот на нашиот културен континуитет, поетот кој толку силно нурна во мракот на сите наши колективни и лични стравови, трауми, премрежја, оној кој со стих се обиде да ги скроти сите разбеснети буици. Конески преку својот силен збор, како што велеше, макар на непризнат јазик, не издигна високо, не подкрена за да го видиме светот, ги ископа пораките длабоко напластени некаде во темните простори на македонското историско време.
и чиниш оттаму крикна и рикна неговата голема песна. Конески знаел дека да се биде чувар на македонските бедеми, значи да се биде постојано на удар на налетот на сите небулозни негирања противречности, неправди, па и колективни трагедии. Неговата поезија е неговата битка, она последната, водена на присојна ледина на Песио брдце. И неговите неспокојства не беа само негови лични приказни. Тие беа изродени од чувството на немир поради постојаните неправедни атаци што неговиот македонскиот народ ги трпел, а ги трпи и денес. Го безпокојувале неправдите и нападите од надвор, но ми се чини дека многу повеќе го болеле нападите од своите, од блиските. Оние со незнабожечка мисла фрлале постојано анатема врз тоа што е навистина свето. Блаже Конески е неуморниот копаничар на зборот. Тој е толку свесен за човековата минливост, за тоа колку сме мали. Тој знаеше дека човекот го заслужува сопственото величие само преку делото. И тогаш, кога полека го напуштале физичките сили, кога одот му станувал се потежок, видот и побавен, видот се послаб, чинам дека го крепела духовната сила и бистрата мисла што ја имал и во последните часови кога безпоговорно и се предавал на смртта. Мојата генерација немаше привилегија лично да го запознае професорот Конески, но затоа секојдневно читајќи го неговото дело, тој продолжува да биде наш учител. И навистина вреди да се запрашаме колку врвици разгази Блаже Конески, колку болки одболува заедно со стихот и со колку бодликави круни го крунисаа. Денес погласно од кога и да било во историјата, стиховите на Блаже Конески не опоменуваат. Не смееме да заборавиме да се свртиме назад, како што велеше тој, назад да погледуваме. Заради тоа што во минатите времиња се чува она што не обврзува сега и утре. Иронија ли е или игра на судбината, навистина не знам, на 100 годишнината од неговото раѓање, неговиот толку сакан народ, повторно да се соочува со рецидиви од некои минати болештини кои само навидум биле зацелени. Блажевиот народ, македонскиот народ, денес се обидува да му докаже на светот дека македонскиот јазик е аксиома, безпоговорна вистина, а реалност, и дека тоа е единственото право што безусловно му припаѓа. Делото на Конески е парадигма на која се повикуваме за да го докажеме она што е чиста аксиома, дека македонскиот јазик е јазик со длабока традиција и со своја историја. Конески не откри водамарите на нашето вековно траење. Со прометејска итрина и храброст го украде вечниот оган на живиот збор и ни го подари за со него да ги узнаеме вистините за себе и за светот. Блаже заминал во надеж дека не е туку така што сум бил подложен на таков искус и на една таква мака, вели. Таа негова мака денеска е наш одвет. Ние со неа ликуваме и по 100 години во нас одново се раѓа гордоста дека не бил Блаже Конески, цитирам, сејач на глуво семе, туку бил потомок на еден народ кој поседува неразбирлива, безрасудна тврдоглавост да пишува на мал јазик. А вели Хегел, не постојат мали и големи мемории. Или како што вели академик Митко Маџунков преку неговиот лик Кирил Водочки, малите народи и малите јазици се како птиците на гранките. Тие и невидливи пеат. Ние не знаеме дали нивната песна ќе стане чујна и разбирлива за цел свет, но знаеме дека духовната вредносна мера е единствена и иста за сите. Конески се чита и препрочитува, над неговиот збор се бдее, од неговиот збор се раѓа чувството на страв од тоа колку тој знаел да не прочита. Читач како него македонската книжевност ми се чини дека се уште не запишала. И уште долго ќе го препрочитуваме Конески, уште долго ќе цитираме одломки од неговите песни, како верник кој наизуст ги знае стиховите од молитвата. Цитирам, вели Конески, ние луѓето сме како тревана, ја газа, се задушува, гине, само земјата останува. И навистина, сите ние еден ден ќе си заминеме, но по нас останува нашата земја.
Каква ќе им ја оставиме на нашите потомци, ќе судат тие. И ќе знаат како да не слават, но и да не осудат за направеното или за ненаправеното. Јазикот е постар од сите нас, тој ќе не надживее и ќе продолжи да дише со секој збор на секоја следна генерација. Денес, на големиот празник 5 мај, денес 100 лета од првиот плач на новороденото дете на Коневци во скромната Небреговска одаја, како се уште да шкрипи звукот на стариот родан, која ткае најубавата македонска приказна. Ќе завршам со зборовите на Славко Јаневски, цитирам: "Блажен никогаш не ќе е минато. Тој е и денес со нас. Посилно од кога било досега." Завршен цитат. Стариот Џивџан Конески во песната Македонските поети ќе рече: "А каква судбина да ти се чини дека правиш најзалудна работа на светот." А мојата маленкост, од сојот на младите голиштарци, џивџани, песнари, како што велеше Конески, токму со тоа чувство ја напиша песната на читачот, посветена нему, на Конески. На читачот. На Блаже Конески. Јас те знам. Нееднаш сум те сетила како вадиш вода од тишјакот, за со неа да го полееш зборот. Го правиш тоа ноќе, дур болот жили, дур немошница потајум по коските лази. Те узнавам, Тивко. Стоиш пред мене со поглед строг и јарост гласна. Речи збор, опомена, укор, земи сор, подсечини ги дивите ластари, тајум што се ластарат во туѓ двор, на туѓа меѓа. И молку мислата гине. Заспива ко дете во скутина. Зарем требало да и бидеш јарка потпора на осамата, со голи раце црква да градиш, правејќи пат низ честакот на душата? Тиши зборот, читачу. Ноќта е млада. Зажарува мугра. Ново расткајување на денот. Благодарам. Благодариме, професорке, и вистина е дека духот на Конески е жив и се воскрева секогаш каде како на олтар се принесуваат топлите македонски зборови и песни. Низ годините наназад, Фондацијата за македонски јазик Небрегово е најсилниот чувар на ликот и делото на Блаже Конески. Го поканувам господин Атанас Конески, секретар на Фондацијата за македонски јазик Небрегово, да се обрати на присутните. Повелете, господине Конески. А почнувам со оние зборови што ги кажа деканката, дека ни посака добре дојде во ветровитиот Штип. Ема гледате, ветерот носи и убаво време. Тоа го потврди и денешниот настап. Мене ми е истовремено и многу лесно, но и многу тешко. Зошто? Заради тоа што после овие 3 вдахновени искажувања и кусото обраќање од градоначалникот и обраќањето од деканката и искажувањата од медијаторот Сузе, а особено од вдахновеното искажување на почитуваната професорка Ана Витанова-Рингачева, мене ми идат морници. Знаете зошто? Заради тоа што сите четворица што ги спомнав, навистина делуваат вдахновено. А овој збор вдахновено мене ми е исклучително близок. И се што е извадено од вдахновено, завршувајќи со вдахновенија. Веројатно ќе се уверите во тоа. И сега. Не заради друго, заради почита кон слушателите, јас овој мој исказ исто така сакам да го прочитам. Па велам: драги присутни, почитувачи на ликот и големото дело на Блаже Конески. Денеска
Со овој настан непосредно и конкретно се вклучуваме во суштинското одбележување на два јубилеја. 100 години од раѓањето на големиот Блаже Коневски и 20 години од формирањето на Фондацијата за македонски јазик Небрегово, именувана по неговото родно место. Зошто токму денеска? Зошто на 5 мај? Одговорот го добивте од сите претходни искажувања. Но јас додавам. Заради тоа што на 3 мај 1945 година Народната влада на Федерална Македонија донесла решение за македонската азбука, што потоа било објавено на 5 мај, значи озаконето, поради што овој датум подоцна е прогласен за ден на македонскиот јазик. Денеска е поводот зошто сме овде ние тука. Универзитетот Гоце Делчев во Штип, преку филолошкиот факултет, а конкретно катедрата за македонски јазик, со непосредна вклученост на професор доктор Ана Витанова Рингачева, во соработка со Фондацијата Небрегово, се определивме овој настан да се одржи овде, за што искажувам искрена почит кон сите учесници и срдечно ги поздравувам. На почетокот сакам да нагласам две работи, директно сврзани со овие настани и личности. Имено, во изминативе 3 месеци од оваа година не напуштија две значајни личности од научниот и културниот живот кај нас. Академик Георги Старделов, најтемелен аналитичар на литературното дело на Блаже Коневски, кој беше прв председател на Советот на Фондацијата за македонски јазик, и професорот Трајко Стаматовски, најблизок соработник на Блаже Коневски, прв и долгогодишен председател на управниот одбор на Фондацијата, кој да беше жив утре на 6 мај ќе славеше 96 години. Заради нивниот исклучителен придонес во проучувањето и продолжувањето на големото дело на великанот Блаже Коневски, да им се заблагодариме со искрен аплауз. Речиси сите проучувачи на ликот и делото на Блаже Коневски непобитно го истакнуваат својот непоколеблив став, содржан во основната програмска цел, дефинирана при формирањето на Фондацијата Небрегово. Големото дело на Блаже Коневски да биде показ, патоказ и инспирација и за идните генерации. Денешниот настан очигледно го потврдува тоа. И ви честитам. Блаже Коневски и неговото дело се повеќе од реченото и напишаното, бидејќи за секогаш останува живиот спомен за него и неговата безсмртност, а славата на безсмртните е бесконечна. Мислата на Коневски дека јазикот е единствената наша комплетна татковина е аманетот за сите генерации. И со право е запишана во споменикот на Коневски пред Ману, а искажана од Коневски при промоцијата на книгата од Стаматовски «Борба за македонски литературен јазик» на 29 март 1986 година. Јас само ќе додадам. Македонскиот јазик е аксиома, непобитна вистина. Зборувајќи пак за иднината на Фондацијата Небрегово, академик Ѓорѓи Старделов, уште на почетокот од незиното формирање, на 7 ноември 2002 година на научен собир одржан во Ману по тој повод, истакна дека Фондацијата има само единствен гарант за незината сегашнина и иднина. Тоа е самиот Блаже Коневски. Зашто Коневски представува една цела епоха, аргументирано, потврдено во истоимената книга на Старделов. Овие програмски задачи на Фондацијата, искажани пораки овде,
се особено значајни и денеска, кога е усвоена националната програма со агенда 2021 година во чест на Блаже Коневски, кој е за прв пат и дел од календарот важни меѓународни јубилеи на УНЕСКО. Исклучително признание. По повод денешниот голем настан, организиран од вашиот универзитет, во името на Фондацијата Небрегово, символично ќе ја подарам историската порака од Коневски на деканката на Филолошкиот факултет, професор доктор Драгана Кузмановска, и ја замолувам почитуваната Сузана Мицева да ја прочита пораката. Знаете зошто велам Сузана Мицева да ја прочита? Суза, застани, не брзај, до мене застани. Затоа што, само момент, Сузе, не си ти. Затоа што, Сузе, каде си? Затоа што Сузана Мицева ме подсетува многу на познатата актерка Цветанка Трпкова, која неразделно ги интерпретираше во секоја пригода песните од Блаже Коневски. Таа, а потоа и незината ќерка, познатата актерка Синоличка Трпкова, сега професор на ФДУ. И убеден сум дека Сузе тоа ќе го направи уште подобро. Ништо, Сузе. За нас, повеќе отколку за многу други во светот, јазикот представува со се што е на него создадено, како говорен и пишуван текст, најголемо приближување до идеалната татковина. Тоа е заправо единствена наша комплетна татковина. И оние наши места што се испустени живеат во нашата традиција со песните, со приказните, гатанките и пословиците. Запишани некогаш во нив. И оние наши места што се испустени ги опишува, опева и слави современата литература на македонски јазик. Затоа и во моменти на ломења, раслојувања и колебања, последно што треба да ни паѓа на ум е да ги поставуваме под прашање придобивките на нашата самостојна акција на јазичен план. Блаже Коневски, слово за јазикот, од речта на промовирањето на книгата Борба за македонски литературен јазик на Трајко Стаматовски, Нова Македонија, 29 март 1986 година. Повелете деканке. Тојте се секи персона. Оставете го това. Еве вака, нека биде видливо. Веројатно тој ќе биде и документирано. Да. Сузане Бега, и ти си заслужна за ова. Да. Ете, од тука е истргана знаменитата мисла дека јазикот е единствената наша комплетна татковина. Верувам ова деканке, заедно со ова придружба, да, ќе го краси кабинетот на деканката и ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев. Благодарам. Со задоволство. И честитам. Наше е само да го почитуваме името и делото на корифејот на македонската научна и книжевна мисла. И ова ќе си го земете, а го зедовте. Добро. И продолжува. Исто така, професорката Ана Витанова Рингачева за незината голема ангажираност за успешноста на овој значаен настан и подаруваме примерок од реиздадената историска книга од Блаже Коневски по повод најновиот напад на нашиот јазик, што за прв пат беше презентирана сега пред медиумите. Издадена 1948 година, за да и послужи нејзе и на незините студенти за уште поголеми резултати во анализирањето на големото дело на Коневски, зашто тоа бара постојано нови проучувања и вреднувања, што е привилегија и за идните генерации. Тоа го потврди професорката и со незиното вдахновено искажување и со учеството на конкурсите на нејзините студенти. Повелете, професорке. Професоре. Да. Тоа е оваа книга. Тоа е, да. Да. Тоа е книгата која што 48 година Блаже Коневски
За прв пат ја напиша по повод на и новиот напад на македонскиот јазик. Очигледно ќе ни треба и за понатаму. Ви благодарам многу. Сега, ова книга со ваков наслов веројатно не натера нам, фондацијата, да ја преиздадеме заради актуелните настани и состојби во врска со нашиот јазик. Подобар одговор не ќе можеме да најдеме. Еве таа можност ја имате прва да ја добиете оваа книга и да ја трајно да ја користите во универзитетот. Благодарам, професоре. Благодарам. Се најубаво. Задоволство, привилегија да бидам дел од овој преубав свеченчи. Се надевам дека ќе имаме повторна шанса да дискутираме, да читаме поезија, проза, да уживаме во начинот на кој што се чита таа поезија со толку страст, со толку емоција. И нормално делото нашиот великан Блаже Конецки да си го гаиме и да си го пренесуваме од колено на колено и да го памтат нашите деца, нашите внуци, парафнуци и тоа да остане традиција и тоа да остане генот на македонштината. Блаже Конецки на оваа разделба би рекол: државата секогаш има приоритетни работи. Повелете. Со здравје. Да. На завршениот конкурс од Фондацијата за македонски јазик Небрегово, поетски пораки за Конецки, од вашиот факултет се пријавија неколку студенти предводени од професорката Витанова. Сите нив, нашата фондација ги наградува со значајната книга од Стаматоски «Македонски јазик, идентитет и континуитет», како донација од издавачката куќа Култура од Скопје. Книгите ќе ги предаде професорката Ана Витанова. Но, сега ја замолувам само да ги прочитаа таа имињата. Ако успееме да ги најдеме, Сузе. Еве. Ана, еве ги. Бидејќи студентите си ги знам и напамет. Одлично. Не, овде мора да нагласиме. Овде се наоѓаат имињата не само на студентите од факултетот, на ученици од училиштата во Штип и на ученици од училиштата во Струмица. Професорката Витанова рече дека таа чест ја прифаќа безрезервно и така таа ќе ги подели, ќе ги врачи и на студентите и на учениците од Штип и од Струмица. Но тука ќе додадеме има учесници од Евгелија, но сега за сега ќе те поштедиме. Нема проблем. Прочитај ги. Така, значи учесници на конкурсот од Фондацијата Небрегово, поетски пораки за Конецки. Студентите Андреј Јанков, тука е, може и лично да му ја дадеме. Може. Повели Андреј. Ајде, Андреј. Повели. Ви благодарам многу. Да. Верица Милорадова. Ајде, Верице, повели. Елена Станојкова. Елена, повели Елена. На Ана Рубиновска ќе ја дадеме дополнително, бидејќи не е тука од Охрид. Благодарам. И од гимназијата Славчо Стоименски, Мелани Иванова. Се надевам дека ќе има представник од гимназијата, па ќе ја даде на Мелани. А тука е представникот? Повелете. Еве. Одлично. Има. Повелете. Да, застанете се. И прочитајте. Само да се прочитаат, да. Така, од Струмица Ангела Танушева, Александра Манушева, Слагјана Ѓоргиева и Трајче Бансколи. На сите им честитаме, професорке. Да. Повелете. Благодарим на честна. Повелете. Благодарам. Да. И продолжуваме. Гледате колку е убаво кога го правиме ова со паузи. Примерот од овие книги се разбира што ги видовте е заправо последната книга од покојниот Стаматоски со исклучителен силен наслов «Македонски јазик, идентитет и континуитет». Оваа книга и книгата по повод
најновиот напад на нашиот јазик ја врачувам и на представникот од Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Предпоставувам дека има представник. Барем на почетокот го видов и се поздравивме. Да, тука е. Повелете. Ви благодарам многу. Да. Ова за нас како библиотека е вистинско богатство. И затоа ќе го имате во трајно владење така, и користење. Ние се трудиме да ги имаме во нашиот фонд, секако ние ја шириме. Просветата, образованието, ја чуваме меморијата, ги чуваме овие значени дела и само ќе констатирам од денешните говори дека семето на Блаже Коневски не е глуво. Длабоко посеано во овие професори, ентузијасти, кои со огромно срце ја пренесуваат кај своите студенти, кои понатаму ќе продолжат да шират и македонскиот јазик, македонскиот народ, нашата татковина вечно ќе живее. Одлично. И со додавка, овие книги сега ги добивате, гледате колку се нови. Но за кусо време да бидат извиткани и скршени од употреба. Само тогаш имале трајна вредност. Во спротивно само ќе значат чување. Но јас не ви ги давам за чување, туку за употреба. Верувам силно. Мирисот на старата книга е најдобар. Колку убаво кажавте. Браво. Ви благодарам. Молам. И продолжувам. Сега ја користам можноста да истакнам дека како завршница на овој настан ќе биде емитувана музичка изведба на песната Молитва од Блаже Коневски во интерпретација на почитуваниот Горан Богдановски, кој наскоро ќе издаде CD со песните од Коневски. Зборот, молитва, нежност. Предходно тоа го направиле на други песни од Коневски нашите истакнати уметници Диме Поповски, Славе Димитров, Ристо Самарджиев, Анастасија Низамова, Љубомир Бранџолица, Тодор Скаловски, Цветанка Трпкова и други. Инаку, Горан Богдановски е оваа особа единствен е со шешир, нека стани маркантен е, да го поздравиме. Да. Тоа го потврдува фактот дека многу од песните на Коневски се обнародени и станале како народно житие. Впрочем, тоа вдахновено го кажа и професорката Ана. За крај нагласувам. Неизмерно е моето, а верувам и вашето задоволство и благодарност кон сите учесници, предводени, се разбира, мислев дека е ректорот, но тој здравствени причини не е тука, али нека се здрави и живи и деканката и професоркиве, со тоа што на вистина го потврдуваат непобитниот факт дека на денешниот ден исклучително добронамерно, значајно и историски ги одбележуваат двата јубилеја. 100 години од раѓањето на Блаже Коневски и 20 години од формирањето на Фондацијата за македонски јазик. Затоа сложно да ги поздравиме сите со аплауз. Толку, професорка, колку што ми определивте време. Ви благодарам многу. Ви благодариме, господине Коневски. Филолошкиот факултет распиша награден конкурс за средношколците на тема Соништа, копнежи и надеж во време на пандемија. На конкурсот пристигнаа 150 авторски творби, а 4 најдобри ќе добијат ваучер за ослободување од плаќање партиципација за првата година од студиите. Ја поканувам деканката, професор доктор Драгана Кузмановска, да ги додели наградите на најдобрите средношколци. Традиционално, оваа година продолжуваме со нашиот награден конкурс за најдобар есеј и со тоа ние ја продолжуваме мислата на нашиот патрон дека го разбира јазикот како културен надпревар меѓу народите. Сега имам чест и задоволство да ги прочитам имињата на овие наши млади ученици
кои што се надеваме ќе бидат идни познати филолози, лингвисти, научници. Ќе ја продолжат традицијата за негување на нашиот македонски јазик. Тоа се Матеја Богдан, Средно основно училиште, гимназија Славчо Стојменски, Штип, 4-та година, под менторство на насловен доцент доктор Весна Кожинкова. Ментор ќе повелете? И за менторката имаме благодарница за нејзиното несебично залагање да ни даде вакви убави есеи и убави. Да. И ова е потврда. Ова е за професор. Следната наградена ученичка е Сузана Митрева од Средното општинско училиште Јане Сандански, Струмица, 4-та година, под менторство на професор Билјана Костадинова. Повели. Честитки, само продолжи така. Се надеваме дека ќе пристигнеш во нашето во нашето семејство филолошки факултет. Следниот награден наш иден колега е Кристијан Стефановски од гимназијата Раде Јовчевски Корчагин од Скопје, 4-та година, под менторство на професорката Роска Јовановиќ. Тој не е овде. Му честитаме. Продолжуваме со следниот кандидат, награден ученик Крсте Демерџиев од Средното општинско училиште Богданци, 4-та година, под менторство на професор Благица Прочкова. Бидејќи имавме добиено многу есеи, се пријавија многу љубители на јазикот, не само на македонскиот, туку и на другите странски јазици, па ние се одлучивме да дадеме и пофалници за другите учесници, за кои што комисијата сметаше дека треба да се направи. Тоа е Сандра Ѓоргиева од Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани, 3-та година, под менторство на професор Александар Димитров. И за професорот? Викторија Здравкова, Средно општинско училиште Јане Сандански, Штип, 3-та година, под менторство на Софија Стојанова. Не е присутна, добро. Александра Крстевска, Средно општинско училиште Ѓорче Петров, Крива Паланка, под менторство на професор Лиле Стојановска. Не е овде. Ребека Спасова, Средно општинско училиште Гимназија Славчо Стојменски, Штип. Јована Гичова, Средно општинско училиште Гимназија Кочо Рацин Велес, 2-та година, под менторство на Сарита Стојанова. Тамаја Јовановиќ, Средно општинско училиште Богданци од Богданци, 3-та година, под менторство на професор Милица Ампова.
И Слободан Деловски, Средно општинско училиште Јане Сандански, Струмица, 3-та година, под менторство на професор Снежана Недева. Добро. Благодарност и на другите секако учесници. Се надеваме дека овој наш конкурс ќе побуди поголем интерес следната година и ќе имаме уште повеќе кандидати, така што комисијата ќе има уште потешка задача да ги одбере најдобрите. Ви благодарам. Стожерник на векот на Блаже Конески. Стојам простум пред тебе, како непара тревка пред столетно дрво, како зрнце пред ридиште, како стреперен листец пред огромна планина. О, Боже, колку високо си досегнал! Не можам дури ни стапалата да ти ги допрам. Кога зборуваш, како да треперат метафори под зенитот, кога се смееш како да скротуваш здивени зверови, кога молчиш, густа мисла ти се разлева по лицето, времепис ти брсти по челото. Со доблеста на Климента, ти на мнозина им го осветли излегувањето од мракот. На мало гумно богат род ожнеа, златно класје во времето. Како стерна се отвори светот, оти светлини посеа во иднината. Да би да можам да копам во твоето лозие, би ископал молитва, црква би ископал, би испретал мудрост, откровенија за кревки поколенија, горделив споменик, монолит, стожерник на векот. О, Боже, колку си голем, колку високо си досегнал, како народ да се разденува. Ова беше Иван Василевски на Блаже Конески, а одиме сега со Блаже Конески и зборот. Зборот. Чувај го зборот добро врзан, како необучен конј што знае да каса, да клоца, да мава. Чувај го, зашто ако го пуштиш така, разоглавен по чаирите, кој знае која луда глава ќе посака да го јава. Молитва. Спаси ме, Боже, од болните луѓе што се накажани, да не се криви. Нивната злоба умерено судија, самите од неа одвај се живи. Тие се мислат повикани да водат, како Мојсија и другите пророци, а самите не можат да се ослободат и влечат по себе ситни пороци. Дај, Господе, што помалку очите да им ги бодам. Штом тие лево ке фатат, јас десно да одам. Спаси ме, Боже, од болните луѓе, то се накажани, та не се криви.
Самите од неа одвај се живи. Дај Господе што помалку очите да им ги бодам, што ти е лево ке фатат, јас десно да одам. Дај Господе што помалку очите да им ги бодам, што ти е лево ке фатат, јас десно да одам. Се мисла повикани да водат, како Мојсија и другите пророци, а самите не можат да се ослободат и влечат по себе ситни пороци. Дај Господе што помалку очите да им ги бодам, што ти е лево ке фатат, јас десно да одам. Дај Господе што помалку очите да им ги бодам, што ти е лево ке фатат, јас десно да одам. Јас десно да одам. Јас десно да одам. Почитувани присутни, со музичката изведба на песната Молитва на Блаже Конески го заокружуваме денешното чествување. Ви благодариме за присуството и укажаната чест.